Добар ден, криптоентузијасти, без многу одлагање, денеска ќе гледам да направам брзо видео за Altcoin Investi, затоа што не знам кога ќе биде следно, не знам и дали ќе можам утре да направам, така да сакам да направам едно видео чисто за најновите случувања. Како и секогаш за почеток нормално почнуваме со највеќе скрипти, знаете и сами, значи ова е Крипто Метеус, која што страна се занимава со тоа колку скрипти имаат направено одредени проекти, како на годишно ниво, така и на неделно и месечно ниво. Со тоа што ние се занимаваме, нели, како и понатаму на годишно ниво и понатаму останува далеку пред сите останати ICP, проследен со Ethereum, ADA, Flow, Arbitrum, DOT, Audius и така натаму. Додека во однос на протоколи, во последната недела, значи највеќе имаат направено скрипти Audius, Ethereum, ICP, Cardano и Flow, додека по екосистем, Ethereum нормално дека е на прво место, зборуваме за најголемиот екосистем во светот, проследен со Algorand, Polkadot, Polygon, Cosmos. Проекти кои што ги има поголемиот дел од истите во нашето портфолио, многу пати сме разговарале зошто, ова е една од главните причини, значи дека и понатаму се развиваат највеќе во криптосветот. Следни два мерки, да речем, кои што ги проследуваме, се Altcoin сезона, односно тоа е индексот за Altcoin сезона, кој што и понатаму останува на 43, значи немаме големи промени, односно се уште се наоѓаме во така речено долниот дел, односно блиску до Bitcoin сезона, кога и понатаму очекуваме прво Bitcoin да порасне, па потоа да се префрлиме на Altcoin-и. Знаете и сами, прво, пред да продолжам понатаму, како што напоменавме во текот на вчерашното видео, во 12 часот, значи точно испадна буквално како што кажувавме, дека ќе имаме значи, буквално тие се двете шанси. Доколку имаме намалување на инфлационата стапка и Core и CPI, очигледно очекуваме добри резултати, тоа е се случи на пазарот, имавме памп, значи нешто што веќе го објаснивме и затоа и сакав да го направам ова видео порано, за да знаете што не очекува и обратно доколку добиеме зголемување, тоа се ствари кои што никој не може да ги знае, затоа и постојано зборувам, нема потреба од предпоставки, нема потреба од враќање, од давање магични предпоставки што и како ќе биде, едноставно доволно е да ги следиме сите овие податоци на пазарот и самите податоци ќе ни дадат заклучоци и што понатаму да очекуваме од истиот, значи се е стварна веројатност, наспроти она врачарење каде што даваме предпоставки што ќе се случи, значи воопшто нема потреба. Само треба да ги следиме податоците кои што ни се познати и да знаеме што истите значат. Сега, знаете и сами, значи моментално средната вредност на сите алткоини во однос на RSI е 52,46, што е далеку од препродадено, што како што кажавме над 70, значи дека и самиот алткоин пазар е доста оладен, многу пати кажувам, ова е еден од најдобрите инструменти каде што може да видите кои да речем коини биле доста коригирани, според тоа што имаат доста низок RSI, а кои се, да речем, во голема корекција нагоре, каде што практично може да најдете проекти кои што сте чакале да ги купите, за да не може да ги гледате еден по еден, многу поедноставно е да видите кој во која насока се движи кога ќе ги видите сите вака на RSI чартот, така да тоа е нешто што верувам дека ќе ви помогне. И нормално сега почнуваме со самите вести, за почеток некои интересни Bitcoin вести, иако ова е претежно за Altcoin, значи ќе ги скомбинираме двете. Значи битни работи за кои што ние постојано зборувавме е дека институциите почнуваат да влегуваат во крипто, нормално како и секоја друга индустрија, прво влегуваат во најдобриот проект, во најдобриот продукт, а во оваа ситуација знаеме дека тоа е биткоин. Еден од најголемите противници, нешто што го зборувавме пред неколку дена, значи за да не должам, затоа што вие многу добро знаете што имам да кажам за Джейми Даймонд, значи буквално најголемиот паразит на светот по дефиниција, значи тоа е тој бангстер број 1. И сега наједнаш JP Morgan од толку хейтање на биткоин, ваков биткоин, таков биткоин до нула, наједнаш доаѓаме во ситуација каде што имаат изложеност во биткоин, така. Чисто за да не должиме премногу, еве чисто ние веднаш ќе ви покажеме тоа со докази, нормално. Значи еве го, дами и господа, Altcoin Daily, секоја чест, дечките, значи како го покажаа, немам зборови. Слушајте што има да каже Джейми Даймонд по година. Значи цената на биткоин е $5,800 2017 година. Care less what Bitcoin trades for, how it trades, why it trades, who trades it. If you're stupid enough to buy it, you'll pay the price for it one day. I've also told people that it can trade at $100,000 before it trades to zero. So a tulip ball is traded for $75,000 once, something like that. The only value of a Bitcoin is what the other guy will pay for.
Значи не ми е гајле, вика, кој тргува и зошто тргува, вика, ако купувате биткоин, вика, порано или подоцна ќе ја платите цената, дори вика биткоин да отиде до 100.000, вика, порано или подоцна сигурно ќе отиде до 0. Тоа е главниот заклучок. 2019 година. Let me ask you about Bitcoin, because that was another famous comment that you made, that it's a fraud. Now we see institutions. Which I regret making. The blockchain is real. You can have crypto dollars and yen and stuff like that. ICOs, you gotta look at everyone individually. The Bitcoin, it was always to me was what the governments are gonna feel about Bitcoin. It gets really big. And I just have a different opinion on the people. I'm not interested that much in the subject at all. I personally think that Bitcoin is worthless, but I don't want to be. Значи, постојано истата приказа. Дори нема ни потреба да се објаснувам, значи жално е. Знаете како онako кога ќе се фатите во зборот и сега нели не можете вие току така да го смените зборот, значи проблемот беше сите ве држат за истиот, така, а вие сте најголемиот банкстер. И сега најднаш за неколку години од 5 на 17, од 17 на 60 и нели едно време не знаете што зборувате, така. Be exposed to it. I don't care. It makes no difference to me. And I've made my views perfectly clear about crypto tokens are like pet rocks. And there's people hyping this stuff up. That doesn't mean blockchain is not real. Right. That doesn't mean smart contracts won't be real or Web 3.0. Bitcoin itself is a hyped up fraud. It's a pet rock. You're back to that? Yeah, Really? Of course, yeah. How do you know it's going to stop at 21 million? Because it's I've mentioned this to people. Satoshi. Everyone says that. Well, maybe it's going to get to 21 million and Satoshi's picture is going to come up and laugh at you all. Even that. Знаете како, нема не логика да ви го преведувам ова, значи ова е морон кој што не познава ништо од блокчейн технологија, значи му кажале нешто слушнал негде, од другарите што му кажувале. Знаете, тоа така најчесто функционира и кај нас во Македонија. Ми кажа комшијата, поштерот ми рече тоа било измама, зборуевме ние пред кооперација, ме разбирате. Така да стандардно и овдека, значи нема некоја голема разлика, исто, значи буквално исто дали е пред кооперација, дали е во оваа ситуација, значи помеѓу овие големи играчи, на крајот од денот, значи ако не се заинтересираш и ако не погледнеш што е оваа технологија, тогаш јасно е дека еве вака ќе се однесеш. Посебно изговори од типот кога ќе стигне до 21 милион, вика ќе се појави Сатоши, вика и ќе го снема цел биткоин. Значи тоа само таков глупак може да го каже, кој што не знае што е open source кодирање, кој што не знае, значи ја не го знам тоа, но не од луѓе кои што се многу попаметни од мене, објаснето дека едноставно ако кодот е таков и е јавен, нели, едноставно не може да биде променет, мора да биде променет со дозвола на сите мајнери заедно, така да на крајот од денот тоа е невозможно и ваквите глупости од банкари се сосема нормално очекувана ствар. Како што кажаме, значи и биткоин како и претходни други интераптив технологии, значи едноставно се овдека да превземат, а на тоа знаеме на кого тоа највеќе му смета, на банките, затоа што први ќе одат во неповрат. И да видиме понатаму, Wells Fargo, значи првата е JP Morgan, најголема банка во светот, Wells Fargo, трета по големина во Америка, исто така поседува моментално акции во Bitcoin Spot ETF. Нормално никој не поседува директно ETF, но Bitcoin, но поседуваат акции во Bitcoin Spot ETF, без разлика во кој следна и тоа овдека, замислете, ова е се во една недела. Така, значи ова е моментот каде што истите мораат да на квартали или како ќе дојде таму, значи на одреден временски период, мораат да пријават што посетуваат во своето портфолио. UBS, најголемата банка во Швајцарија, исто така, значи купени акции и, ако не се лажам, дури и во BlackRock и во Fidelity, и една многу интересна приказна, која што јас сум посебно, значи горд на тоа. Ако се сеќавате, јас ви кажав дека јас дебело се сомневам дека оваа фацка, така наречена Тим Бакли, кој што представуваше CEO на вториот по големина менеджмент, фанд менеджмент, значи тоа е нели Vanguard, си даде оставка. Значи прво излезе Vanguard и каже дека они нема теоретски шанси да влегуваат ниту во биткоин, ниту во крипто, не ги интересира никаков си спот биткоин ETF, ништо такво. И само една недела после тоа Батео си даде оставка, си даде отказ и после вакво, да речам, нели, колку иде се таму неколку месеци во кои што истиот треба да напушти работата, на негово место доаѓа, верувале или не, ex BlackRock Bitcoin ETF lead. Значи тој што BlackRock беше одговорен за да го води проектот за Bitcoin Spot ETF, односно неговото име е Рамџи, само да видам, Рамче од шутка, само да видам како беше целото име, не може да го најдам. Како и да е, Батко Рамџи од BlackRock, кој што бил одговорен за лансирањето на iShares Bitcoin ETF
сега станува CEO на Vanguard. Сигурно нема да биде про биткоин, дечкото, сигурно. Сигурно нема шанси да направи биткоините во Vanguard, но како и да е, тоа е уште една позитивна вест, тоа само ја покажува дека традиционалните финансии се финансии без разлика на се и дека профит е профит. Ако се правите мајмун, без разлика колку време сте биле, па дури да сте биле 50 години CEO на Vanguard, ќе си одите дома затоа што клиентите сакаат тоа што клиентите сакаат. А вашето водење инат може да ве доведе до тоа да си ја завршите кариерата како Батео. Не велам дека ќе биде сиромашен сигурно, но на крајот од денот тоа ви покажува дека напредокот не чека, иако сте втор по големина фонд, кога видоа што се случува со BlackRock, очигледно знаеме зошто се тоа се случува, но нели, он доброволно си дал отказ и нели. Тоа се е случајност, ова нема никаква врска со тоа што е поврзано со биткоин, ова сосема случајно. И уште една голема компанија, а тоа е Millennium Management, која што пријавила $2 милиарди инвестирани во спот биткоин ETF. Сега нема ни да навлегуваме премногу, само сакам да покажам дека само во една недела наназад излегува еден куп големи ентитети кои што инвестирале во биткоин. И тоа, пазете, до сега зборувавме за компании, фондови и така натаму. Висконсин, една од 52-те држави на Мурика, инвестирал $163 милиони во биткоин спот ETF. Значи сега зборуваме за една од земите, нели, членки на Обединетите американски држави, инвестирала од својот пензиски фонд, затоа што вели овде ќе имаат они посебен Wisconsin Investment Board, значи тоа е борд на директори кој што се занимава со инвестирање со пензинскиот фонд на кој што е вреден 150 милиарди. Значи, само да видите колку многу пари има во пензиските фондови. Од овие 150 милиарди, овој фонд, значи, на државата Висконсин, одлучил да инвестира 163 милиони во биткоин спот ETF. Тоа ви кажува дека се повеќе и повеќе се зголемува интересот за биткоин и за крипто нормално, и тоа погледнете од држави и од Мурика, така, значи каде што на некој начин се уште ова е табу тема, значи гледаме дека почнуваат и држави да инвестираат. Нормално ова кој што сите ја знаеме, тоа е Ел Салвадор, кој што моментално ја зголемува се повеќе, значи они прават постојан DCA, ако не се лажам, неделно, со тоа што дополнително имаат и свое копање на биткоин, за кој што ќе поразговараме, значи не само што прават DCA и моментално имаат 5748 биткоини, туку истите тоа јавно го покажуваат. Значи ова официјално е јавната адреса на Ел Салвадор, значи истото ќе ви ја оставам во дескрипција. Ќе биде веднаш до веста ова биткоин за нели се повеќе во рацете на институции, каде што можете постојано да гледате како се зголемува новчаникот на Ел Салвадор. Значи погледнете, постојано прават DCA. И еве овдека јавно може да видите, значи замислете до кој степен. Кога вас ќе ви покажа, замислете вашите политичари колку пари моментално има или како изгледа буџетот и дали се уште има пари, дали има државни резерви, значи никогаш нема да ви го покажат тоа. Така. Замислете Ел Салвадор ова го прави јавно за сите кои што моментално се жители на Ел Салвадор да видат колку биткоин поседува Ел Салвадор. Што е одлично. И ваква транспарентност е потребна. Тогаш може да верувате на политичар. Кога политичар ви покажува дека расте овој да речем број на биткоини кој што е он-чейн, значи не може да скриете, ова е он-чейн адреса, каде што се гледа дали има внатре, нема внатре, така. Нема значи корупција, не може да крадете. Ако снема дел од овие биткоини, вие треба да одговарате, треба да покажете истите каде отишле, така, затоа што постојано ве следи јавноста. Значи ова е една од работите кои што понатаму ќе смени целата политика. Замислете да можете на вашите политичари јавно да им гледате што поседуваат. Еве, не мора они што поседуваат. Што прават со државните пари? Даноците каде одат? Замислете јавно да има ваков тип на адреса на која што он-чейн можеме да видиме колку пари влегле од даноци, кој извадил, зошто и каде отишле. Значи затоа велам, крипто е иднината, нема тука. И сега гледате каде е проблемот, гледате зошто толку им смета и на политичарите и на банкстерите. Значи на тој начин не можат да крадат, не можат да подмитуваат. Замислете вие сега да треба Америка да даде отчет за тоа каде праќаат пари. Посебно кога станува збор за војска. Па кога ќе почнеме да гледаме дека праќаат пари во еден куп демократски држави за одржување на режими, се разбираме, нормално дека не им одговара. Он-чейн не ви одговара затоа што луѓето ќе видат што правите. Но, еве гледаме, може и обратно, значи како што тоа го прави Ел Салвадор. Моментално во исто време 29 милиони вреден биткоини скопале од 2021 година, верувале или не, и тоа 474 биткоини до сега, со копање од нивниот Текапа вулкан. Значи има соодветна станица за нели користење на
така речено вулканот за производство на електрична енергија, од кој што произведува 102 мегавати енергија, од кои 1,5 мегавати се користат за биткоин майнинг. Има 300 мајнери кои што моментално мајнаат за Ел Салвадор. И од овие 300 мајнери за овој период од 2021-та, како што кажавме, до сега имаат измајнато 474 биткоини кои што се дел од овој јавен новчаник. Само да видам, еве, од јавниот новчаник, се разбираме. Така да, ова е одлично ако мене ја прашуваат. Значи, браво, така треба. Колку и да кењате, дечкото го направи тоа што сите само го зборуваат. Значи, имаше муда, ја верувам дека поради ова најбукеле ќе биде рок звезда во иднина. Значи, рок звезда, он тоа што го направи собствената држава и ваквиот чекор за легализирање на биткоин и ставање на дел од буџетот во биткоин, рок звезда, значи моментално веќе се во профит. Тоа е едно од единствените држави во светот која што е во дебел профит од ваков тип на инвестиција, која што сите ја сметаат за налудничава. Да не заборавиме дека во исто време монетарниот фонд им каже дека кога ова ќе се расипе и кога нема да успее и кога ќе стигнат до нула, нема да им помогне. Само да ве потсетам. И сега наеднаш, ако се сеќавате пред само некое време објавивме дека монетарниот фонд овој светски монетарен фонд извади уште една публикација каде што вели па добро ризиците од колапс на Ел Салвадор не се реализираа. Нема извинување, нема во ред во право беше, не се реализираа ризиците. Значи како да кажеме дека не сме биле во право, се разбираме, а да не звучи како да не сме биле во право. Значи стандард политички. Една интересна работа која што оваа компанија Breeze ја прави, што е доста интересна, е SDK, Software Development Kit, кој што е наменет за да дозволи на било која апликација да има Lightning Network Payment. Значи, практично, уште од 2018 година постои компанијата и има таков посебен тип на Software Development Kit, кој што е open source software и може да биде додаден на било која апликација. Многу интересен момент, зошто е тоа така, вели, идејата е направена да се даде што поголема моќ на Lightning Network. 2018 година практично оваа компанија почнува да постои од моментот кога постои Lightning Network и ова, ако мене прашувате, многу добар момент, затоа што се повеќе и повеќе ја зголемува употребата на крипто. Во оваа ситуација, значи Lightning Network, како што кажавме, колку повеќе се користи, толку повеќе се зголемува и корисноста, знаењето за биткоин и станува се помасивно глобално адаптиран, така. Значи ова е одлично ако мене ја прашувате, потребни се повеќе вакви компании, посебно од фактот дека се повеќе доаѓаме момент каде што вас веќе нема да ви биде ниту потребен фиат, се разбираме? Значи кога ваков тип наладки ќе станат глобално прифатени во многу апликации, вие доаѓаме во ситуација каде што веќе немате потреба од фиат. Тој момент веќе вие немате потреба ниту да променувате во фиат. Значи немате потреба ниту да платите данок, затоа што вие држите крипто и директно плаќате во крипто, се разбираме? Така да, ова е многу добро за нас и се надевам дека ќе продолжи во овој момент. Следна интересна вест, ако се сеќавате, јас ова го зборував веќе неколку месеци наназад, значи некој ја нашол листата таа, да речам, акумулациона зона за XRP, значи вели моментално имаме 7 годишна масивна акумулација во триаголна формација, како некој веќе да зборувал за тоа, и еве истата шема која што јас ви ја зборував, значи погледнете, прво сме имале таква слична шема пред експлозијата во 2017 година, за сега да имаме, погледнете, од како што кажав, 2017-2018 година, па до сега, значи оваа шема завршува. И моментално некој истата оваа шема ви ја презентира како што тоа го направив јас. Зошто е тоа така? Значи, ваквите шеми првенствено резултираат со таков резултат затоа што големиот дел од трговците очекуваат тоа да се случи. И кога ќе имаме пробив овдека, ќе имате еден куп луѓе кои што ќе купуваат затоа што знаат што се очекува од ваков тип на значи на акумулација и на формација. Значи тоа е она што постојано го зборуваме. Тргувањето е буквално човечки емоции, човечки размислувања. Сите овие работи кои што ги правиме, сите овие алатки, сите овие формации, сите овие чартинзи, сето тоа води до еден заклучок. Дека милиони луѓе исто како вас ги гледаат истите овие резултати и ги очекуваат истите поместување на цената. И во оваа ситуација кога цената ќе се придвижи малку нагоре, сите ќе купат поради истите очекувања. И што ќе добиеме? Масивен памп на цената на одреден коин, без разлика дали е XRP или некој друг. И уште еднаш ќе напоменам, поради оваа причина јас и понатаму, значи од технички аспект, очекувам дека XRP има добра иднина, а за другото веќе да не ни зборуваме. CoinGate моментално, значи тоа само да објасниме. CoinGate е плаќачка, значи
посебен тип на адон кој што може да го дадете на вашата веб страна, каде што практично освен останатите, да речем, платежни средства, може да плаќате и директно со криптовалути. Каде што на ова апликација CoinGate има доставено доста различни криптовалути, каде што моментално се додава и Solana. Значи Solana моментално е поддржана од CoinGate, уште еднаш се повеќе, значи колку повеќе коини се поддржани, истото тоа што го зборувавме пред само една вест, значи колку повеќе коини може да користите за директно плаќање, толку повеќе вас не ви е потребен фиат. Затоа јас постојано зборувам. Може да дојде ситуација во која што веќе нема ни да имаме потреба да менуваме во фиат на крајот bull market. Туку едноставно завршува bull market, менуваш се во биткоин и чекаш следа. Се разбираме? Значи затоа уште ќе напоменам. Затоа јас и толку се трудам да дојдеме што повеќе до што поголема количина на торби на коини, се разбираме? Затоа што може многу лесно и многу брзо да дојдеме во ситуација како што ги метеле по улица парите во Вајмарската република, како што тоа го прават сега во Венецуела, значи може да најдете огромни вреќи пари во контейнери, така може многу лесно да се случи хиперинфлација сегде во светот многу брзо. Така. И поради ова уште ќе напоменам, држење и поседување на коини во таков момент ќе биде, значи буквално една од најдобрите работи кои што сте можеле да ги направите во вашиот живот. Но полека се движиме кон тоа, неизбежно е. Значи се наоѓаме во dead spiral на доларот, тоа многу пати сме го зборувале, хиперинфлацијата е неизбежна. Ја верувам дека затоа и толку многу од државите во светот се спремаат за CBDC. Значи се спремаат да го напуштат овој застарен, да речем, финансиски систем на тоалетна хартија во боја, така наречен фиат, и се обидуваат да преминат во CBDC пред да биде предоцна, каде што со CBDC они можат електронски да контролираат инфлацијата и количината на пари буквално со едно копче. Тогаш нека ни е Господ на помош на сите. Но како и да е, затоа што ќе напоменам, крипто е овде за да ве заштити. Следна битна вест, DOJ, значи знаете, сами тоа е Department of Justice или Министерство за правда на Мурика, како и да е за правда на Мурика. Добро. Моментално има посебен тип на, да речам, тоа е како подорган во Министерството за правда, кој што се нарекува Forensic Risk Alliance. Значи, сега дали ова директно или пак е некоја си агенција која што работи со нив, нас не ни мења многу. Значи, се сеќавате, Binance плати пенал од 4,3 милиарди долари и сега моментално имаат постојано надзор. Значи, надзорот ќе биде вршен од оваа агенција или што и да е, ФРА, која што постојано ќе има свој представник во, работните простори, кој што постојано ќе следи што се работи во Binance. Дали е ова позитивно или негативно? Позитивно е. Значи многу е позитивно. Вие имате платен полицаец кој што седи и пази нешто да не се случи. Значи мене ако ја прашувате, тоа е одлично. И мене ако ја прашувате, ако сакаат да стават во сите менувачници по еден ваков полицаец, супер. Значи ние немаме што да скриеме. Никој од нас кој што инвестираме нема што да крие. Ние сигурно не инвестираме за Хамас. Се разбираме? Значи, на крајов од денов, ако има човек таму од секоја држава или државен орган кој што постојано врши надзор, за нас тоа е одлично. Затоа што ние до сега се подпиравме на добрата волја на менувачниците од време на време да направат, да речам, некаков тип на аудит и да ни покажат дека навистина ги имаат резервите. Со тоа што имавме Merkle 3, како што е на пример Coinbase и Binance, кои што постојано покажуваат, но ова е само дополнителна, да речем, контрола да не се случи злоупотреба, да не се случи некој да избега со парите. Ако мене ја прашувате, тоа е одлично. Не ни менува ништо, значи тоа само ќе го држи Binance и понатаму да биде исправен како што беше досега. Така да ова е добра работа, ја не гледам причина зашто многу од луѓето се жалат за ова. Интересна вест за Ondo Finance, ова е еден доста нов проект кој што има моментално соработка со Zebek Network. Што е ова? Битно, Ondo Finance има свој стейблкоин кој што се нарекува USDY, кој што веќе го спомнавме, овој Ondo проект треба да го разгледа малку подобро. Значи, овие Zebek Network се уствари посебен тип на payroll компанија која што се занимава буквално со финансиски трансакции. Каде што сега ова payroll може да биде за плати, може да биде за меѓусебно помирување помеѓу компании и така натаму, но досега тоа го правеле со традиционални инструменти, односно тоалетна хартија во боја, во дигитална верзија, а сега тоа ќе го прават со USDY стейблкоинот. Со тоа што нормално нема да бидат само на USDY, туку ова се нуди како опција на нивните компании. Ова е одлично, уште ќе напоменам. Значи колку повеќе се користи стейблкоин, толку повеќе е на наш терен, се разбираме. Значи сите овие компании, држави и така натаму се повеќе и повеќе сваќаат дека е многу полесно. Значи стейблкоин е нешто што многу лесно можеш да го контролираш, да го следиш, значи дури во оваа ситуација да го замрзнеш ако веќе некој прави нешто негативно.
Знаете, сте виделе примери каде што и USDT и USDC биле замрзнати поради тоа што некој работел нешто што не е како што треба, така. Значи без разлика нас ова не одговара, затоа што колку повеќе финансиски институции користат стейблкоини, исто како што разборувавме пред само две вести. Значи дали е стейблкоин или е било каков тип на криптокоин, вас ви одговара затоа што вие не морате да менувате во фиат. Проблемот е кога менувате во фиат. Ако вие смените во фиат, тогаш треба да платите данок, треба да ги пријавите, треба да ви ги одобрат, треба да покажете покритие, па банката ви вели не ги примаме овие пари, па барате која банка ги прима. Се разбираме? Додека стейблкоин вие немате потреба дури ни од банка. Моментално има еден куп услуги или кредитни картички, дебитни картички онлайн, кои што може да ги користите вашите стейблкоини директно за купување. Така да ова ви покажува само дека се повеќе и повеќе финансиски ентитети го прифаќаат фактот дека се движи кон дигитализација и токенизација и тоа посебно кон криптотехнологија. И еве уште едно што е момент, RVA, значи Real World Asset, каде што можеме да видиме, значи на овој чарт, само момент. Значи во така речено ова е крајот на bull маркетот, така. Значи сме имале неверојатни 176 само да видим дали се ова, да, 176 трилиони, само да видим. Да не сгрешам, не, милиарди, се извинувам. 176 милиарди маркет кап на сите стейблкоини. Така, за сега да имаме, погледнете. Значи во овој момент имаме неверојатни 157. Така. Значи 157 милиарди во стейблкоини. Се повеќе и повеќе верувам дека ќе имаме во стейблкоини. Значи стейблкоини на вистина представуваат еден енормно значаен дел за криптосекторот. Значи стейблкоини е моментот каде што ние практично правиме интеракција со финансискиот систем, но не целосна. И на некој начин буквално овдека се состанува и криптосекторот и традиционалните финансии, стейблкоини. И затоа моментално е толку битно да добиеме и стейблкоини во Мурика преку Конгресот и стейблкоини сегде во светот. Значи тоа е една од најбитните работи кои што моментално ги гледам. Стейблкоините се на некој начин гейт, се разбираме, влезот на традиционалните финансии во крипто. Значи така изгледа. Се повеќе и повеќе почнуваат да ги користат стейблкоините. Интересна работа која што ја најдов. Сега ова, значи овдека ова, да речам, статија нешто друго кажува, но јас според моја логика само сакав да споделам ово со вас дека ChatGPT има нова верзија која што сега веќе ви нуди и десктоп апликација каде што нема да мора да го правите тоа на браузер. Значи може директно да го имате симнато на вашиот компјутер, офлайн да работите на него. Сега онде има некој уште еден куп таму дополнителни надграби кои што сега моментално не се битни, нели? Овој канал не е за AI, но моментот кој што на некој начин до сега не сум ви го спомнал, значи јас одамна верувам дека WorldCoin ќе биде на еден или друг начин поврзан директно со ChatGPT. Зошто е тоа така? Затоа што Сем Олтман е креатор на ChatGPT, во исто време Сем Олтман е креатор на WorldCoin. Значи дека на еден или на друг начин ја верувам дека порано или подоцна било која услуга која што треба да биде наплатена од ChatGPT ќе биде наплатена во WorldCoin. Ова го спомнувам чисто како нели некоја поврзаност која што јас ја гледам и мислам дека затоа што не заборавајте дека ChatGPT моментално има повеќе од 100 милиони активни јузери, погледнете. 100 милиони луѓе го користат. Ако тоа е така, тоа значи дека ако вас ви е потребно некаков тип на валута која што ќе треба да ја користите на ChatGPT, логично нели би било ако на двете овие креации, на двата овие проекти Сем Олтман е CEO, дека WorldCoin ќе биде користен, така? Значи јас не би купил искрено затоа што и понатаму верувам дека ова е само класичен момент каде што значи се дава некоја ситна пара за луѓето да си ги дадат своите биометриски податоци, значи крајно лошо. Но реално јас и не гледам некоја посебна вредност на ова, освен ако не биде поврзано со ChatGPT. Ако биде поврзано со ChatGPT, тогаш е голема веројатност дека јас ќе купам одредена количина на WorldCoin, затоа што пак ќе кажам, 100 милиони јузери ако треба да платат барем една услуга, тоа се огромни пари кои што директно ќе бидат значи на некој начин наплатени преку WorldCoin. Значи дека треба да поседуваат WorldCoin. Автоматски неговата вредност ќе порасне. Ова чисто food for thought, што велат, нели, чисто да го размислите. Следна битна вест, да видиме што имаме следно. Значи, по не знам кој пат, по милионити пат, опасноста од меме коини. Добро, ако ви е забавно, ве разбирам. Значи, ја немам ништо против, да бидеме реални. Профит е профит. Дали го правите од коини, меме коини, не знам, акции, обврзници, што и да е, само да е легално, така. Во оваа ситуација, значи, овие се тие наслови за кои што јас ви реков дека се многу опасни, вели. CryptoTrader $3000 ги претворил во 469 милиони. Дано еден
Се разбираме? Значи, еден човек успеал 3000 да ги претвори во 46 милиони. Тоа значи дека уште илјадници, ако не и милиони луѓе купиле за цената да достигне голема висина за неговите 3000 да вредат 46 милиони. Што значи дека он сите овие илјадници милиони луѓе кои што уплатиле и кои што купиле Пепе коини, он практично ги ликвидирал за да ги добие 46 милиона. Се разбираме? Значи тоа е оно што постојано ви го зборувам. Вие купувате рано кога цената е мала и продавате кога цената е висока на проекти кои што навистина имаат вредност. Овдека нема вредност, ова е pump and dump шема без разлика кој меме кои не. Ако имате не знам коцкарски менталитет и сакате да се исчешате, ве разбирам. Ставете некоја ситна сума, ако порасте супер, ве разбирам. Ја не можам да ја кажам што да правам. На крајот од денот ова не се финансиски совети. Но само сакам да кажам дека треба да бидете свесни за ризикот кој што го превземате кога инвестирате во ваков тип на проекти. На крајот од денот, еден ќе вози Ламборџини, но милиони ќе ги изгубат парите кои што ги инвестирале. Така функционира меме коините, се разбираме? Значи буквално така. Затоа што поголемиот дел од нив нема ни да постојат во следниот бул маркет, се разбираме? Така да затоа постојано зборувам, за меме коини не зборувам. Значи за меме коини не сакам да ви делам вести затоа што многу луѓето се залажуваат, посебно оние кои што се нови. Уште една таква вест. Вели само во април се произведени преку 1 милион нови крипто токени. Се разбираме? Значи само во април и тоа погледнете каде? Солана. Значи за тоа толку многу имаме и трансакции на Solana, затоа и толку многу имаме физ на Solana, затоа што највеќе меме коини моментално се на Solana. Така да имате во тоа предвид кога одлучувате дали да инвестирате во меме коини или не, пак не ви кажам што да правите, но ова е битна работа која што треба да забележите. Кога јас ви објаснувам нешто, ви објаснувам за технологија, за некој проект кој што навистина се труди да среди нешто, да елиминира некој проблем, да најде некој олеснување на општеството. Меме коини постојат буквално за глупост. Значи за глупост, било кој може да направи меме коин. Пак ќе кажам, јас ве разбирам, тоа е забава, на крајот од денот на секој му треба малку забава. Не може само сериозно. Но лично јас ни по точка разно ниту инвестирам, ниту пак некогаш ќе објаснувам за меме коини. Ви кажав, во ситуација во која што е прост пример, Dogecoin би бил земен од Twitter да биде платежна валута, да, тогаш има зашто да зборуваме. Но сега ја не гледам причина зашто воопште би спомнал било кој меме коин. Следна интересна вест е phishing attacks. Phishing attacks е прво да ви објаснам што истото значи, би ви препорачал да седнете малку повеќе да се информирате за ова, затоа што ова може да биде доста лош момент за вас. Значи phishing атак е кога вие практично се обидувате на некого да му представите нешто што не е така. Се разбираме? Значи многу пати сте виделе такво нешто. Тоа е кога некој ви праќа да речем некоја порака од типот на ви стаса пратката од Амазон, така. Кликнете овде да ја земете. Или пак овдека, например, дури на Малта има една интересна шема као типот да не плаќате за достава, кликнете овдека и ќе го доставиме бесплатно. Идејата е што овие phishing атаки се повеќе и повеќе стануваат софистицирани и овдека ја објаснам зошто, затоа што вели постојат страни каде што буквално ви продаваат software development kit. Значи вас ви продаваат се што ви е потребно за да може, значи да сте буквално неук, никогаш да не сте работеле на ваков тип на глупости, да можете да изгледа тоа професионално. Значи phishing атак е уствари кога се обидуваат да ве убедат дека е пратката од Амазон, дека е Binance ќе ви истече ако не ја обновите вашата лична карта, сменете го пасвордот, значи битна работа која што треба да забележиме, секогаш кога стасува нешто како мејл, како порака, некој ви се јавува со индиски акцент. Значи, тоа прво се проверува, но не на мејлот. Значи, вие ако ви добиете мејл кој што изгледа како званичен Binance мејл, што е многу лесно да се направи. Значи, како званичен Binance мејл. И има некаков си линк да кликнете да отидете до Binance страната. Значи, истите овие луѓе можат буквално да направат цела копија на таа страна. Вие ќе мислите дека се наоѓате на Binance страната, се разбираме. Или пак логин. Значи може да изгледа како кликнете овдека или логирајте се. Буквално може да направат на самиот имејл кој што ќе го добиете да има поле за логирање, кој што ќе изгледа како апликацијата која што користите, без разлика дали е тоа Binance, некоја платежна апликација или што и да е. Значи, кога ќе добиете вакво известување, прво што треба да направите, според мене барем, одите на вашата апликација, се разбираме, значи не преку овој мејл, никако не кликате на линкови кои што ви се пратени, никако. Значи, еве ви прост пример. Пак ќе го спомнам Binance како пример. Моментално ви стасува мејл во кој што пишува, значи, бидете внимателни, ако не го промените вашиот, не знам, пасворд во наредните 15 минути, ќе ви го исклучиме профилот. Или некој се обидува да ви влезе, сменете го брзо вашиот пасворд овде. Така.
Значи вие никогаш не го правите тоа на самиот мејл. Вие излегувате од вашиот мејл, одите на десктоп или без разлика на телефон, така, ја наоѓате вашата апликација. Влегувате во неа и гледате дали имате известување, дали на вистина не можете да се логирате, така. Значи ако такво известување вас ви стигнало по мејл, тогаш истото известување сигурно ќе го најдете и во самата апликација. Се разбираме? Значи бидете внимателни многу кога станува збор за ова, затоа што еден погрешен клик и ќе ви го исцедат и портфолио или пак ќе ви влезат у Binance и ќе ви пренесат се. Така да бидете екстремно внимателни. Истражете го ова, фишинг атак се многу чести. Значи се случуваат многу често, има милиони примери и ова само како пример ви го објаснив, но би сакал само да ви го обрнете внимание затоа што кога влегувате во крипто секторот, ова е многу поголема реалност од вообичаено претходно, така да бидете свесни дека ова може да се случи и да знаете дека треба да ги препознаете и нормално како да проведете, уште еднаш ќе напоменам, вратете се и отворете ваша апликација и видите дали тоа е вистина. И додека зборувам, погледнете, значи додека ви зборувам, погледнете го дека 16 мај само што ми стигна фишинг атак, значи ова нема никаква врска со ја воопште не ни соработувам, ни па знам кои се овие. Погледнете, значи буквално само што ви го зборувам ова, ми стигна на официјалниот мејл, вели вака. Значи моментално ако не го промените вашиот пасворд, ќе ви го смениме профилот или такво нешто, значи буквално кликнете овде, така. Значи уште еднаш ќе напоменам. Вака изгледа фишинг атак. Значи ова буквално се случи дека ви го зборував. Погледнете, 3:17 видеото го снимам сега моментално. Значи вака изгледа еден фишинг атак. Така да имајте го тоа превид. Значи буквално некаков си линк, кликнете и променете го пасвордот. Никогаш, ако нешто такво има, тогаш најдете го провајдерот, јавете се директно таму, контактирате на официјалната страна на провајдерот, не следете страна која што они ќе ви ја дадат и никогаш нема да имате проблем. Интересна работа околу стейблкоините, како што кажав, тие се гейтвеј кон централизираните финансии, но во исто време, значи има поента оно што го зборува Deutsche Bank, значи како што кажавме, USDT е еден од најголемите потенцијални Black Swan настани, кои што ние постојано го зборуваме тоа, потврдено од самиот Deutsche Bank. Значи USDT Tether представува еден од најголемите потенцијални ризици за колапс на крипто секторот. Затоа што моментално Tether има енормно голем маркет кап, ако нешто се случи, тоа ќе биде катастрофално. Како пример, овде кај е добро земен, значи Terra Luna, оние кои што беа претходни по маркет знаат точно што станува збор, значи со колапсот на Terra Luna изгубивме негде околу 40 милиони. Само да видам овде како го имаше, само да видам каде е точно. Не знам зашто не можам да најдам сега. Ево. Значи со Terra Luna изгубивме 40 милиарди маркет кап, кои што нормално сега тука многу луѓе изгубија пари, дополнително предизвика шок на пазарот, значи тоа беше така речено и почетокот на bear маркетот, значи апсолутен колапс, така. Што замислите што ќе се случи ако тоа се случи на USDT кој што моментално има, да видиме колку има моментално, USDT има енормно голем маркет кап, значи чисто да не зборуваме на памет, значи моментално има 40 милиарди. Пазите тоа време, значи Terra Luna беше зборуваме во bull market. Значи во тоа време имаше многу, ова е 24 волмен, чекај, не е 40 милиарди право. Само момент да видиме точно колку е. Значи како е 40, 110 милиарди. Замислете, 110 милиарди. Замислете што ќе случи ако пропадне, така. И тоа одека, значи на самиот артикал од, значи ова е истражување кој што го направила Deutsche Bank, вели само 14% од вкупната количина на стейблкоини успеале да преживеат преку време. Добро, ама сега Tether го убиваат, па и секој bull market да бидеме реални и никако да го убијат, така. Значи за тоа гледаме дека на вистина до сега се докажал како преживувач, така. И затоа на пример и една од работите кои што се уште се обидувам да ги решам во својата глава е што да правам со профитот кога ќе дојдеме на крајот на bull marketот. Нормално тоа е нешто што ќе го разговараме понатаму, но тоа е убаво кажано Deutsche Bank еден од поголемите ризици, посебно овие големи стейблкоини кои што имаат енормно големи маркет капови. Замислете од друга страна може дека да дојде и напад од Америка и така натаму, значи затоа што имаат голема количина на државни обврзници на Мурика, значи се може да се случи, но како и да е, значи на место е ова кажано, да на вистина е портал кон значи централизираните да речем финансии, но е голем ризикот. Јас пак обратно гледам на ова. Јас гледам дека кога ќе влезат централизираните зборувам, нели, органи без разлика дали се банки, институции и држави, истите ќе имаат многу поголем и контрола и удел во стейблкоините кои што нема да дозволат ништо да им се случи.
Значи сега ако Тетер пропадне нема никаква голема штета да биде затоа што тоа ќе го погоди само криптосветот. Но ако дојде ред банките да го користат, тоаш нема да им биде се едно ако пропадне, така да нема ни да дозволат да пропадне, се разбираме. Така да колку повеќе институции влегуваат, верувам дека е подобро за нас. Израел, знаете, омилена држава моја. Значи една работа која што морам да признаам е дека Израел секогаш е напред со технологијата, па сега исто така. Значи погледнете до кој степен и колку паметно. Додека во Мурика се води лов на вештерки против крипто, погледнете до каде стигнале. Значи они има посебен тип на некаква си компанија има, која што има peer-to-peer money transfer како блокчейн технологија, но без смарт контракти. Значи буквално peer-to-peer блокчейн технологија за трансфер на капитал. Која што вели моментално е со удел од Финсек, кој што е дел од Израелскиот национален сајбер директорат. И значи дека самата влада на Израел има удел во овој проект. И не само во овој, вели тоа е во 108 други проекти од крипто има удел. Значи само да видам каде беше, не може да најдем сега кој забелја тој дел. Како и да е, погледнете го, значи ова, се извинувам, 16 компании, значи 16 различни компании од сличен тип, значи Финсек има удел во овие компании, и на тој начин значи државата има директно надзор и контрола на овие компании, со тоа што во оваа ситуација и Финсек практично оперира еден од овие нодови. Значи дека што и да се случи, државата има еден нод што сигурно нема да престане да функционира ако наштети на државјаните на Израел. Така да во оваа ситуација, значи тоа е многу паметно и гледаме дека вака треба. Значи кога државата ќе влезе во блокчейн проектите, вие нема играчка, значи не може вие да се зафркавате, не може вие рак пул да правите, а држава буквално ве држи за гуша, така. Но во исто време, значи вие имате многу поголема доверба во ваков проект кога знаете дека државата има удел во него, така. Дека државата моментално има нот во овој проект. Значи браво, вака треба. Тоа е оно што јас постојано кажувам. Израел треба да ни биде пример. Значи Израел е пример прво дека ако имате доволно пари може и геноцид да правите. Значи слободно може 2 милиони палестинци да ги заколете, да гледаме на телевизија деца како заклани лежат, без нози, без раце, така. Но имате доволно пари и нема проблем. Светот вика, уште колку остана брат, вика уште 600.000. Дај ајде побргу ти па досаѓаат луѓе, ме разбираш, и кажеш сите почнаа да досаѓаат. Значи од друга страна како го прават тоа? Значи го прават со тоа што нивната држава е најчесто на врвот со технологија. Или ако не ја поседуваат таа технологија, ќе си ја купат, се разбираме. Значи треба да ни биде пример. Не заради делот со што може да убијат кого сакаат, туку за делот дека значи ако имате доволно пари, се ви е дозволено, се разбираме. Па тоа е моментот што јас постојано го кажувам. Како Израел, ако има една нација доволно пари, се е дозволено. Значи има нацијата пари, има лоби на секаде во светот, македонците немаат лоби. Значи Израел, така треба. И ова е уште еден интересен пример. Каде што вели, оваа компанија моментално воведува DeFi кредитни картички. Значи тоа е блокчейн технологија која што воведува DeFi кредитни картички за сите граѓани во Израел, која што директно е под контрола и надзор на директоратот за сајбер протекција, како и да се вика, у Израел, така. Што да ви кажам? А овдека ние не може да се разбереме со банкава дека тоа се легални пари, се разбереме. Значи еве каде оди, еве вака треба да изгледа. И порано или подоцна мора така да изгледа. Значи се движат во правилна насока. Битна работа која што мораме да напоменеме, ова е поврзано со фактот кој јас уште одамна ви кажував дека се движиме кон ситуација каде што едноставно се што представува privacy ќе биде проблем. Се разбираме? Значи и ако се сеќавате, јас тоа ви го кажував за Monero, ви го кажував за Zcash, ви го кажував за таков тип на проекти и ви реков. Значи еве, моментално судот во Холандија го осудил така речено значи развивањето на Tornado Cash протоколот како нелегално, така, значи моментално буквално кажува дека е нелегално и дека заради ова овие Алексеј Перцев кои што си лежат во затвор ќе продолжат да си лежат во затвор. Да, знаеме дека Tornado Cash беше користен за перење на пари, каде што буквално се кине врската помеѓу оној кој што праќал, значи едноставно леџерот веќе се брише во оваа ситуација. Но тоа е само на многу мали количини која што може да биде поминати преку Tornado Cash и ова се само неколку, значи ова не е целиот блокчейн, ова се само неколку протоколи, така. И дури и во оваа ситуација во многу голем дел од случаевите, значи оние компании кои се занимаваат со аналитика на блокчейн можеле да ги следат транзакциите, можеби не сите, но можеле. Сега кој е овдека моментот? Ако они кажале дека Tornado Cash е технологија која што автоматски е забранена, значи ова сега моментално представува судска пракса, се разбираме. Било каков тип на алати
кои што се блокчейн и се наменети за финансиска приватност, се криминализирани. Значи сега, дали тоа ќе биде Monero, дали тоа ќе биде Zcash, дали тоа ќе биде некаков си апдейт со кој што се надградува приватноста, јас ви кажав, значи ќе дојде момент, ево го, се движиме натаму. Каде што државите ќе кажат, аха, значи ти имаше Monero, еве трансакции имало до овој новчани дека има Monero. Флагирај го и сега не можеш да го користиш на ниту една менувачница, не можеш да го користиш на ниту една продавница, автоматски твоите криптовалути стануваат така речено црна стока. Се разбираме. Значи затоа уште еднаш ќе напоменам, бидете екстремно внимателни во што инвестирате. Посебно кога станува збор за privacy. Privacy коини, privacy технологија, миксер услуги, бидете екстремно внимателни затоа што гледаме дека државите се движат кон тој дел. А не заборавајте дека крипто е ретроактивно. Што значи дека кај вас многу лесно можат да ги проверат вашите претходни трансакции и да видат дали сте или не сте користеле, или сте или не сте имале privacy коини. Или ако веќе треба да го направите тоа, јас многу пати ви кажувам, земете нов новчаник. Нов cold wallet, ставете ги таму, да не би се поврзани со останатите коини за да немате потенцијално некаков проблем. Не верувам дека ќе се случи, но е нешто што е подобро да го спречите отколку да се секирате по тоа. И уште една интересна работа, токен Unlocks, ова е некои 35 алткоини кои што моментално имаат Unlocks, чисто да ги споделам за да, ако некој од вас има некој од нив, да го има тоа превид, затоа што Unlocks значи падна цената најчесто. Значи Games for Living, сега вие може да погледнете овдека, значи колку голем дел од маркет капот, значи 10% од маркет капот, колку голема количина во пари, но вас ви е ова битно, значи 10% од маркет капот, тоа се зголемува така речено количината на токени за 10%. Така, што значи дека голема веројатност дека ќе падне 10% во цена. Значи сега не мора секогаш, значи некогаш се случува и да купат во тој момент, како и да е. Depredar 20% од market cap, Altlayer Alt 0,37, ова не е ништо, Sei 0,13, ова е нешто многу мало. Ова прв слушам RSS3, значи ова се некои нови проекти, 2,4%, Centrifuge, ова е од Polkadot Crowdloans 0,55%, Bioeconomy, Baico 2,46%, и овде исто така може да видите кога ќе бидат отклучени, некои од нив веќе се отклучени. Artificial Liquid Intelligence Ali 6,2%, Voxis 2,8%, DYDX 2,5%, Zebek 5,15%, Humanoid 2,6%, High Street 0,95%, CLV 2,72%. Ако не се лажам, и овој беше Polkadot сигурно. А Evo, слушам, 752% од маркет кап, ова е страшно. Тоа е тоа. Тие се тие јаки проекти. Sidus 7,65, Starknet 8,85, CyberConnect 6,9, Arbitrum 3,5, LimeWire 49%, катастрофа. Uniswap 1,39, Graph 0,76, Velo 2,43, SuperAir 2,6, BBS 26,65, Oxygen 360, се повеќе јаки проекти, значи се влижиме во дефинитивно следен bull market. AMX, значи ова е нешто што морам да купам 1,92, ApeCoin 2,58, Oasis 2,47, Ondo 0,12, Aurora 3,68, Benki, така ќе биде валјда, QI 2,49, Numbers Protocol 2,44, Pixel 7,13, Land of Conquest 5,13, ќе го оставам овој линк во дескрипција. Значи тоа е тоа, толку време имав, дечки, морам брзо да завршам ова видео. Уште еднаш во сабота во 6 часот во парк ве очекувам. Наскоро ќе добиете видео за акцијата која што спроведовме, морав да ја спроведам, значи пред да дојдам, затоа што и нашиот пријател свештеник нема да биде во Велес, така да спроведено е, парите си сам пратени, купено, добивме сметки, добивме слики, само треба да го скоцкаме видеото и ќе го добиете наскоро на нашиот канал. Значи уште еднаш ќе напоменам, јас немам потреба да се експонирам, да правам некој си 1 сат видеа па да правам не знам интервјуа, дали сте задоволни што ви дававме пари, тама работа. На крајот од денот поентата е да помогнеме, не да се експонираме со тоа. Наскоро ќе добиете видео чисто како отчет, да знаете каде се дадени овие 500 евра, кои што ги добивме од онаа апликација Buy Me a Coffee, за нашата заедница да знае дека се што е добиено е и понатаму инвестирано назад во македонскиот народ, како што јас ветив. И уште еднаш, значи, се гледаме наскоро во сабота, имајте добар ден и поздрав од Крипто Гемиџија.